Благодарам. Најнапред дозволете ми да се заблагодарам за честа и можноста да се обратам на оваа меѓународна конференција на тема зајакнување на парламентарниот надзор во промоција и заштита на човековите права, преку која што очекувам заедно со сите засегнати страни да ги споделиме можеби најдобрите практики, да дискутираме и за предизвиците со кои што се соочуваме, заедно да развиеме препораки преку кои законодавството би играло огромна улога, иако и досега игра огромна улога во надзорот на човековите права, што пак во голема мера зависи од демократското владење, но и успешниот пристап во Европската Унија. Како пратеник во третиот мандат, односно 9 години веќе сум пратеник, од овој мандат сум председателка на Комисијата за еднакви можности и секогаш е најдобро да се говори од своето лично искуство. Во оваа собрание се случува ни за јавни расправи, ни за надзорни, иако во помал број надзорни расправи, заради спецификата и захтевноста, има околу 30 чекори кои што треба да се исполнат за да се организира надзорна расправа, но имаме успешни приказни и на одржани надзорни расправи. Само ќе посочам примерот за да не го заборавам, за Законот за матична евиденција, кога се одржа надзорна расправа и имаше политичка воја, имаше консензус, и овие се клучните, да речам, услови или фактори за секој еден проблем или предизвик што се соочуваме во општеството, кога има политичка воја и консензус меѓу сите политички партии, да се донесе еден закон кој што ќе се унапредат правата на одредена, да речам, без разлика дали е етничка, да речам, човечка група како и да е. Јавните расправи се почести во собранието, и од низа јавни расправи произлегува измени на низа закони. И затоа сметам дека граѓанските организации ни се нераскинлив дел во работата на собранието и во работата на владата нормално, затоа што од нив многу пати сите оние што соработуваат со собранието знаат, тука гледам и представници од службите во собранието, знаат дека имаме многу динамичен начин на работа во собранието и многу пати сме расплинети на многу страни и за жал некој пат не успевајќи да постигнеме све, го губиме фокус. Граѓанските организации се тие кои што нас не насочуваат и јас многу пати ги иницирам самите граѓански организации и тие што соработуваме знаат дека и покрај динамичното темпо сепак наоѓам начин, време за да се сретнеме, да договориме стратегија како би функционирале во иднина и да го трасираме заедно патот. Јас ќе зборувам, бидејќи го посветив најверојатно животот на женските права, ќе зборувам кои бенефити сме ги направиле заедно со граѓанските организации, но и со консензусот постигнат преку заедничката политичка воја. Ние како собрание можеме да се пофалиме со 40% застапеност на жени во пратеничките групи, во пратеничкиот состав, не во пратеничките групи, немаат сите 40%. И можам да кажам, не дека сме само добар пример во регионот, туку сме добар пример и за многу развиени европски демократии. Намерно велам европски демократии, затоа што недалеку од овде, пример во Хрватска, има 30% квоти за жени и дури плаќаат пенали политичките партии, но никако да стават доволно жени. Но она што ме загрижува, што изборниот законник со 40% квота за во политиката, за пратенички и за советнички, не се рефлектира во општеството. Односно, во општеството се уште за среќа имаме прв пат председателка на државата. Не сме имале се уште премиерка и председателка на собранието. Имаме генерална секретарка, во службите има повеќе жени, но во групите за соработка, во делегациите и во комисиите има помала застапеност на жени. Она што не се осликува во општеството, ме загрижува фактот дека и покрај тоа што сме 51% во популација жени, сепак половина од нив не се активни на пазарот на трудот. А велиме да ја зајакнеме улогата на жените. Како би ја зајакнале улогата на жените ако економски се зависни и не се силни? Иако од личните искуства и досега средбите можам да кажам дека не е единствен услов и фактор да таа биде силна економски, а во исто време да не трпи семено насилство. Познавам примери кои што се силни економски,
ама трпат семејно насилство. И затоа ги инициирам, многу пати ни даваат граѓанските организации идеи, иницијативи, буквално и поединечно граѓани доаѓале на средби кај во мојата комисија, во комисијава што ја водам, и сите се истретирани подеднакво. Сите се сослушани и сите нивни иницијативи се експресно, брзо пратени до релевантните министерства кои што треба да ни дадат одредени мислења. Имавме средби за ретки болести, за самохрани родители, инвитро поддршката што ќе ја даде владата всушност е произлезена од една јавна расправа во минати мандати. Претходно го ги намаливме даноците од 18 на 5% за хигиенски влошки, за менструални производи, за пелени и така натаму. Го променивме кривичниот законник во минатиот мандат, иако кривичниот законник е законник кој што се работи многу години, долг период и никако да се промени целосно и најверојатно секогаш ќе произлегува нешто да треба да се менува во него, но во тој момент кога се одлучи во пратеничките групи да не ги прифатат измените на целиот законник, како комисија и како клуб на пратенички, всушност издействувавме со тогашниот министер за правда да ги усвоиме само амандманите кои што се усогласување со Истанбулската конвенција и тогаш се инкриминираше делото демнење, насилството на социјалните мрежи, иако морам да кажам дека од досегашното искуство, како добар пример за усогласени закони со Европската Унија, морам да кажам дека имаме огромен проблем со нивната имплементација. Нивната имплементација некој пат се судира со недостаток можеби на човечки ресурси, на финанси, но и со стереотипите во општеството. Како комисија функционираме само со една советничка за еднакви можности. И уште една службеничка која што работи во собранието, која што за жал обслужува во исто време уште две работни тела, односно комисии, и таа нема време секогаш да биде, да речем, во тимот со кој што работиме. Значи ни недостасуваат човечки ресурси. За одредени закони за имплементација недостасуваат финансиски средства. И најголемиот проблем се стереотипите. Она што го кажав претходно за насилството. Јавниот линч, говорот на омраза, се трпи поради децата и така натаму, не размислувајќи колку последици се остава на идните генерации. Затоа што децата кои што се сведоци на насилството има голема тенденција да во иднина, бидејќи сметаат дека е тоа нормално, тие после одредена возраст сваќаат дека не е нормално, но тоа се всадува во нивната, да речем, психа и однесување, има голем потенцијал да станат насилници. И најдобро е жените да се свесни, иницирајќи многу трибини јавни, и не само тука јавни расправи, трибини низ општеството. Огромен интерес буди таа тема и сваќаме колку им недостасуваат информации. Тоа е можеби четвртиот, да речем, проблем со кој што се соочуваме, дека институциите треба да имаат проследување на информации до населението. За да не се расплинувам, затоа што знаете дека како пратеници имаме проблем во конципирање и, да речем, и во контрола на должината на говорот, но како председателка на Комисијата за еднакви можности можам да кажам дека да искажам задоволство што низа иницијативи беа проследени, не секогаш добиваме одговор од институциите и ние сме тие што на некој начин, морам да кажам вака народно, правиме притисок за да добиеме одговор. Веднаш се организираа две јавни расправи. Првата јавна расправа беше унапредување на правата на жените земјоделки, односно да можат да остварат породилно отсуство, а втората беше за насилство. За насилство за прв пат собранието само иницијативно се вклучува во кампањата 16 дена активизам. Ова не значи дека не сме правеле активности. Сме правеле активности во собранието, но обично иницирани од граѓанските организации, но оваа година за прв пат се вклучивме и токму на денот кога започнува таа кампања 16 дена активизам против насилство и буквално сме вклучени во многу кампањи кои што се за подобрување на женските права. Секоја јавна расправа завршува со заклучоци кои што можеби малку подолго време ни требаше да ги донесеме, но беа исконсултирани со сите релевантни министерства за да можат да бидат применливи. Затоа што не сакаме да ја повторуваме праксата од минатото, без при тоа да бидам сватена дека ги напаѓам
претходните колеги и колешки, во кои што и јас сум била колектив, но сакав да бидат недекларативни, туку да треба да бидат спроведливи и затоа работевме малце подолго време. Малце имаме проблем во недостаток на човечки ресурси да го следиме процесот во институциите, затоа што треба да бараме официјална информација, па да не ја известат и тој процес, да речам, трае, за да не информираат до каде би била одредена измена на закон и кога да речам би имале на некој начин предвидливост за да ја спроведеме. Пратеничките прашања се добар институт, да речем, за надзор врз владата, но ми смета фактот дека како да ја губат суштината затоа што се претвараат во политичка пресметка или битка помеѓу политичките партии и веќе се губи смисол. А според мене од пратеничките прашања би требало да произлезат можеби не заклучоци, но иницијативи, идеи како би се постапило во иднина. Иако опозицијата треба да е силна опозицијата и да биде коректор на власта, иницирајќи пратенички прашања, да, ќе иницира можеби промени во општеството, но обично се сведува на политичка и најстрашното на лична пресметка. Но не можеме да предвидиме што се случува там. Го изработивме третиот акцијски план и после Шведска сме втор пример во Европа. Со третиот акцијски план за јакнување за промоција на еднаквите можности на жените и мажите во собранието, направивме и работна група за следење и имплементација на истиот. Како што кажав претходно, покрај тоа што имаме средби со невладени граѓански организации, имаме низ средби и иницијативи за идна соработка со амбасади, со амбасадори. Редовно се брифираме до каде сме, што сме и што може да ни помогнат. И ќе гледам што пократко да се обратам за да има време за да ми поставите можеби прашања, бидејќи веќе треба да бидам на друг настанов дека во собранието. Само сакав да посочам дека треба, иако ние преку активностите работиме на креирање на јавната свест, но мислам дека ни треба еден мултидисциплинарен, мултисекторски пристап за да стигнеме до сите оние маргинални групи кои што имаат исклучително потреба, да речем, од помош. Сите релевантни институции да имаме поврзаност и проток на информации, а за жал тоа го немаме доволно. И во собранието знаете дека се разгледуваат сите извештаи кои што задираат во човековите права и извештајот и на народниот правобранител, кој според мене е еден од можеби најрелевантен извештај кога се нарушуваат, бидејќи до народниот правобранител стигаат низа представки од граѓаните, а за жал нотирано е дека всушност последните години имаме или деценија имаме можеби 90% изголемени бројот на представки кои што задираат токму во човековите права и слободи. Одличен извештај имаше за руралната жена државниот ревизор, кој што всушност беше основа за организирање на онаа прва јавна расправа за жените земјоделки и нивното породилно отсуство. Исто и со државниот ревизор имаме одлична соработка. Државната комисија за заштита од дискриминација не храни со информации и идеи за иницирање на настани, така да имаме еден, како комисија можам да кажам дека имаме мултидисциплинарен, иако е многу тешко да се постигне све, поради сите овие недостатоци предходно, но остануваме на тој курс на движење, како што сме почнале, така и ќе продолжиме во иднина, се за подобро, да речем, подобар живот на граѓаните. Се извинам ако бев малку подолга, но сакав да опфатам се што да речем сме поминале во изминатиот период, а имаме навистина уште многу работа. Благодарам уште една за можност.